Вице-премиерот и министр за здравство Никола Тодоров и представници на компаниите Гранит, Бетон и италијанската Инсо Системи денеска го потпишаа договорот за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра, а предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци од почетокот на градбата. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра. Договорот предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци по почетокот на градба. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Тој посочи дека на проектирањето на новите објекти и инфраструктура на клиничкиот центар 4 години интензивно работеа тимови од италијанската компанија, во соработка со меѓународни консултантски тимови составени од експерти од Шпанија, Германија, Грција и други западноевропски земји, со целосна поддршка на Банката при Советот на Европа. Тодоров по повод потпишувањето на договорот посочи дека постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, а со изградбата на новиот клинички центар ќе бидат поставени нови стандарди за квалитет на здравствените услуги во Македонија. Почитувани, некои луѓе сакаат нешто да се случи, други посакуваат тоа да се случеше, но оние вистинските прават тоа на вистина да се случи. На овој проект, јас и мојот тим работевме напорно и посветено. За цело време ја имавме полната поддршка од владата и од премиерот. Но овој проект не е само наш проект. Ова е национален проект. Проект на државата Република Македонија. Здравието не препознава политичка, етничка или било каква припадност. И затоа најважно е овој проект целосно и навремено да се реализира, со цел што е можно побргу придобивките од новиот клинички центар да ги имаат и граѓаните и државата. Новиот клинички центар ќе овозможи врвен третман на пациенти, негово олеснето движење и удобност во рамки на објектите. Задоволени се највисоките меѓународни стандарди за енергетска ефикасност на зградите. Објектите ќе бидат интегрирани и од аспект на современо автоматизирано и централизирано управување преку Building Management System. Ќе се применува пневматски транспорт на биолошки материјал, што досега воопшто го немаше во јавното здравство и бројни други најсовремени технологии при изградба на објекти од ваков тип.